Оваа туристичка сезона со сигурност долго ќе се памети, но не подобро, туку по минусите и големите загуби на глобално ниво. Уште од почетокот на годината беше јасно дека заради пандемијата од коронавирусот туризамот ќе биде озбилно загрозен, а таквата ситуација го погоди туристичко Берово, каде во последните неколку години туризмот е препознатливата слика на градот. Намалениот број на туристички аранжмани и резервации, намалениот интерес за посета на семинари како резултат на предпазливост од COVID-19 вирусот се дел од проблемите со кои се соочуваат хотелиерите и собствениците на угостителски објекти во Берово. Високите 55% од странските туристи кои беа застапени минатата година во Берово ги нема во потполност, а тоа се должи на рестрикциите и стравот кој е присутен кај граѓаните, вели Дина Муцунска, менаџер на хотелот Манастир во Берово. На сите ни е познато дека Берово како туристичка дестинација имаше сезона 4 годишни доба, односно сезоната не траеше лето или зима, туку туристичките капацитети во Берово, особено кога зборувам пред се за нашиот бизнис, за хотел Манастир, траеше 4 годишни доба. Сега пандемијата, целата оваа слика ја смени, за жал. Државата е затворена, странските туристи кои што ги имаме во високи 50 и 55% можеби застапеност во долж целата година ги нема во потполност. Настаните исто така ги нема во потполност, бидејќи сите оние рестрикции доведу кои што се нели за заштита на здравјето доведоа до тоа, но исто така и не само рестрикциите, туку и стравот за собственото здравје си го направи своето. Ние работиме и покрај тоа што имавме доста посетеност август, кој што бе исклучително семејни посети, веќе еве септември се намали, а октомври, ноември туризмот е сведен само на викенд. И тоа страшното намалување на семејниот буџет се гледа и во тоа дека половина од гостите, ети 40% од нив да бидат, резервациите ги прават само за сабота, дури се нема средства и за цел викенд, како што е петок и сабота. Вакво искуство како што ни се случи на сите последниве 7-8 месеци веќе немаме. И не знаеме какви очекувања да градиме во иднина. Тоа е огромен проблем заради тоа што кога зборуваме за бизнис, мораш да го поставиш, очекувањата, плановите ги поставуваш, правиш стратегија врз искуствата до сегашни, врз нив правиш проекции. Сето тоа сега го нема и е навистина многу специфично, многу тешко. Залихи не постојат и периодот со кој што се соочивме од март наваму е навистина тежок. Да гледаш една приказна во која што се вложил максимално со љубов, со ништата ти биле овде и толку многу посветено си работел на незин развој, сега да гледаш како стагнира и може би дури ако погледаме, ако се соочиме со реалноста, па до негде може би тешко е да се рече се распаѓа, но она за кој што си мечтаел и за кој што си се посветил толку многу со време и со љубов, гледаш дека стагнира и во неизвестното што понатаму. Страшно нешто, мислам, навистина многу страшно. Почнувајќи од пролетта, угостителските објекти во Берово трпат огромни загуби, велат собствениците, и додаваат дека се на граница да почнат да ги отпуштаат вработените, кое не оди во прилог на никого. Од ресторанот Мрз, кој важи за еден од најстарите ресторани во Македонија, во своето над 50 годишно непрекинато работење, велат дека ваквата ситуација не се памети. Веруваат дека моменталната состојба ќе се подобри и дека државата ќе излезе во пресред да изнајде решение кое би ги потпомогнало барем платите на вработените. Оваа цела година, почнувајќи од пролетта, нели, па навака се полошо и полошо е. На граница сме веќе да почнеме да губиме и дел од вработените, затоа што не можеме да се покриеме. Се надеваме дека нешто ќе излезе државата во пресред, за да може нели да се задржат вработените, што е навистина многу важно, затоа што тоа е за нас примарно
добивката на објектот и на нас самите се знае никаква, загубите се огромни. Тоа не го ни рачунаме, тоа не е ни битно некако да се протера. Меѓутоа, многу е важно да се задржат вработените. Ако тука нешто се направи, тогаш сите ќе видиме во голем плюс. Не очекуваме дека скоро време ќе заврши. Сигурно уште 5-6 месеца ќе се држат вака затегнати конците. Па за понатака ќе видиме. Првите 3 месеци од почетокот на пандемијата, туристичкиот комплекс Аурора Ресорт и Спа беше комплетно затворен. Сепак, вербата да се врати се во нормала, локацијата и оддалеченоста од градот на комплексот може би го прави овој туристички белег на Берово и во време на пандемија погоден за домашните туристи, кои во голем број го посетиле изминатиот период. И покрај намалениот капацитет на работа, од комплексот велат дека од изминатата сезона се прилично задоволни. Као човекот одговорен за туристички комплекс во градот, можам да кажам дека првите 3 месеци бевме комплетно затворени, без никакви приходи, без остварување на никакви промети. За момент помисливме дека туризмот умре, но длабоко во нас постоеше желбата да се врати се во нормала. Искрено чувствувавме дека сето тоа побрзо ќе се одвива и дека светот ќе најде соодветно решение за спас од коронавирусот. Меѓутоа, еве, сведоци сме дека короната уште постои меѓу нас, дека се уште доста опасно и дека голем дел од мерките уште постојат и треба да се почитуваат. За среќа, секторите од туризмот, голем дел се во функција, меѓутоа, за жал ние не можеме да комплетно ги понудиме нашите понуди на пазарот, поради причината што со рестриктивните мерки голем дел од нашите објекти се затворени или со одредени намалености во процентот на користење. Спа центрите, конгресните сали се со намален капацитет и голем дел од активностите што преходно може ги нудевме се намалени. Ние како комплекс, да речам, сме задоволни од сезоната што помина. Интересот на посетители беше доста голем, поради причината што, еве, на некој начин сме оддалечени од градот, од гужвите и од метежот. Инфраструктурата на објектот помогна исто така гостите да се чувствуваат доста безбедно. Комплексот, како што голем дел од вас веќе сте запознаени, е изграден од 5 индивидуални вили. Го нема тоа мешање на луѓе толку зачестено. Целиот работен однос повеќе сведен на домашниот туризам, за разлика од тоа што преходно ние имавме огромен број на посетители доаѓајки од странство, посебно од соседните држави. Моментално имаме странци посетители или би рекол лица кои што имале подолг престој во нашата држава, дали се тоа лица што имаат некој работен однос во нашата држава, дали се тоа некои дипломати или лица по било кој основ да се задржале овде. Имаме посетители, но процентот е неспоредлив со тоа што Аурора Ресорт и Спа го имаше пред почетокот на кризата. Голем дел од ивенти исто така моравме да ги одложиме, да ги презакажеме за некои следни термини во непланирано временски период, поради тоа што не знаеме кога животот би се вратил во нормала. Ги следиме рестрикциите и препораките на владата, па согласно тоа ги даваме следните насоки и не би можеле да планираме надолго. Едноставно, моментално откажавме голем дел од ивентите и ги чекаме следните протоколи за да би можеле повторно да договараме за истите.
Владата со третиот пакет мерки одвои 16 милиони евра за домашниот туризам и ваучери за над 100.000 граѓани од по 6.000 денари, како и домашни платежни картички од 3 и 9.000 денари, за да се поттикне потрошувачката во овој сектор. Токму Берово беше една од туристичките дестинации на македонските граѓани, кои во задоволителен број се одлучија да ги искористат туристичките ваучери и барем малку да го ублажат негативното влијание на ковид пандемијата врз туристичкиот сектор во градот. Според собствениците на туристичките комплекси и угостителите, оваа мерка, иако беше добре дојдена, сепак не е доволна. Па не се доволни. И за нас се лоши, и за, да не правиме мовети за туристичките агенции, за овие ресторани кои што се стриктно занимаваат со организирање на прослави, и тие исто така се во уште полоша состојба и од нас. Така да воопшто не се доволни тие мерки, воопшто. Значи, барем што се однесува до платите на вработените, тие треба да ја покријат. Да речеме на данокот на додадена вредност, може директно да дојде некое поравнување или намалување, барем додека трае пандемијата. После тоа нормално дека може да се врати на тоа што беше. Меѓутоа, сега во моментот една од мерките кои што многу би ни помогнал, да не мора да биде директно затоа што и за државата е тешко, нели? Значи државата прави напори да ни помогне, исто субвенционирање на плати, при тоа нели не врзува да мораме да ги задржиме вработените, при што имаме избор. Платата која што се субвенционира, да речеме со минимална плата, имаме избор дали да му дадеме на работникот 9.000, а со останатиот дел да ги покриеме давачките кон државата, или пак да му дадеме на работникот минимална плата, а давачките кон државата ние самите да ги покриеме. Сега, да речеме, ние се одлучивме на тој чекор, што значи, од нулата приход, ние требаше да најдеме пари, каде што ќе си ги покриеме давачките кон државата за вработениот. Така да тој е малку интересен систем. Државата те поддржува, а од друга страна, половина од парите треба самиот да ги обезбедиш, а од што ќе ги обезбедиш кога имаш нула приход? Би рекла дека треба да се направи некаков систем и да се поддржиме со неповратни средства, само за да можеме да ги одржиме објектите во форма во која што се, за утре да можеме не само овие вработени кои што се во моментот, да имаме потреба и од нови вработени, да продолжиме да го правиме како што реков, што најдобро го знаеме, туризмот, угостителската понуда. Мислам, 9,2 на Booking.com што го имаме со децении наназад, не се, тоа е навистина релевантна оценка, иако навистина толку добро сме го работеле оно кој што знаеме, сметам дека државата во овој период треба да не поддржи, за во иднина исто така да ги полниме нели државните каси со средства кои што повторно на нас сите граѓани треба да ни се вратат. Дефинитивно голем дел од граѓани кои што го поседуваа ваучерот доделен од владата го искористија ваучерот за одмор со нас. Мислам дека тоа беше добар потек за подпомагање на туристичките објекти, посебно за помалите бизнис сектори. И мислам дека го смени нивото, замислете, значи се работеше за период од 3 месеци комплетно затворени и тогаш владата дојде со идејата на создавање на ваучери кои што беа комплетно насочени за подпомагање на домашните туристички бизниси и го гледам тоа како позитивно и како некој излез на спас на туризмот во периодот кој што измина и тек престои. Сосвем доволно е помошта која што до сега ја имаше, само што би сакал да дадам еден апел дека сметам дека короната не се шири од рестораните и хотелите кои што ги почитуваат мерките и дека не би имале ние никаква потреба од никакви финансиски помоши доколку сите објекти строго се движат кон правилата и подпомогнат за натомашно ширење на вирусот.
меѓутоа секојдневно гледавме места кои што организираа свечености, свадби, журки, дискотеки кои што функционираа, а не беше дозволено тоа да се прави. Мислам доколку таквите објекти почитуваа одредени мерки, сето тоа ќе поминеше многу побрзо и немаше да има потреба од дополнителни економски помоши од страна на владата. Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари-септември 2020 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е намален за 60,4% и тоа, кај домашните туристи има намалување од 20,7%, а кај странските има намалување за високи 83,8%. Дали во предстојниот период хотелиерите и угостителите би можеле да се надеваат на поголема грижа од државата и нови сет мерки во областа на туризмот, кои барем малку би ги покриле нивните загуби, тоа допрва ќе се покаже. Но сигурно е дека ако следната година не настане подобрување, туристичко Берово би можело да се соочи со огромни последици, кои директно би влијаеле на економскиот бенефит на градот и целокупната туристичка слика, која во последните години е препознатлива дестинација, како за домашните, така и за странските посетители.